Повторно имаме линковско вклучување од Скопје, од местото кое што сум сигурна дека е едно од омилените на Скопје, ни место каде што најчесто бараме спас од високите температури, тоа е водно. Но она на што треба уште еднаш да потсетиме е дека треба да бидеме внимателни при поаѓање на планина. Мало невнимание знае да направи голем проблем. На оваа тема Симона разговара со својот соговорник. Симона, имаме актуелна тема и во овој период од годината. Информациите са кај вас. Благодарам, Кристина, и добро утро од Средно Водно. Ќе кажам дека има навистина пријатна атмосфера и дека е еден од можеби најубавите начини да се започне денот рано наутро, кога се уште температурите се пониски, да се биде на водно како најголемиот украс на Скопје. Меѓутоа, секако како што спомена и ти, треба да се внимава многу, особено и на опремата која што ќе ја понесеме со себе во летниот период. Меѓутоа, се останато што значи планинарење, па за таа цел сите детали, информација и совети ќе ни ги даде Димитрија Ристевски, кој што е планинар, и пред се да ти се заблагодарам што издвои време утрово и што ќе ни дадеш убави и корисни совети за сите гледачи. Фала ви на вас на поканата. Здраво на сите, добро утро, така да се надевам дека ете ќе си направиме накратко убав муавет за она што треба да се прави на планина во моментов. Да, дефинитивно планината е главен спас од летните горештини за поголемиот дел од граѓаните, но треба да се внимава, ќе се согласите и вие со мене, на сигурно што значи претходна подготовка, додека сме на планина, па и симнувајќи се кон градот. Така што кои се тие први работи кои што треба да ги имаме на ум кога ќе одлучиме дека ќе планинариме во овој период од годината? Па вака, во овој период во година, јас прв пат кога планинарев, никој не ми каже дека требало крема за сончење на планина да се носи. Така да прв пат, првото моје искуство беше буквално изгорев онага целиот, така да не беше баш пријатно искуство, мислам супер природа, супер се, меѓутоа тоа не беше пријатно искуство. Со оглед на жешкиве денови и жешкиве температури, моја препорака е да се прати прогнозата цело време, временската прогноза цело време, доколку се вака топли денови, да движењето да биде или во шума или навистина само многу наутро или нешто прик вечер, да се избегнуваат поголеми места, доколку веќе се оди на планина, сепак мислам дека човек треба онака да си понесе крема за сончење, очила за сонце, капче обавезно и многу вода. Ако нема попат извори да има, во секој случај вода е пожелно да се носи. Други некои работи вака би напоменал сега, без оглед дали е лето или зиме, ракавици, капа, харчел, јакна никогаш не се вадат од ранец. Високи чевли е пожелно и долги панталони заради бубалки, инсекти, змиички во периодов, може би тоа. Пред се внимавање на прогнозата, ако луѓето идат, нека си идат нели контролирано. Сега мислам дека скоро ќе има и предпоставам забрана на повеќето планини за движење, што значи дека ќе треба да се пријавуваат дали во локалните средини, дали во националните паркови луѓето кои ќе одат. Кај нас го имаме водно си е супер, онака можеме да го користиме во целиот период од годината. И на водно е топло кога знае да биде кога се вакви температурите како сега, така да или од соба или нешто прик вечер, може би така како брза препорака за сите кои што сакаат. Да, тоа се не сме во однос на високите температури, меѓутоа со оглед на вчерашниот ден и вчерашното невреме ќе ве прашам што доколку во тој момент сме на планина, доколку не сме ја следеле прогнозата, какви ризици носи самото тоа да сме наводно, а во Скопје да се случува такво невреме како вчера? Најубаво да не сме. Најубаво да се следи прогнозата, мислам. Ова вчера и во Скопје беше, мислам, прилично лошо. На планина е веќе самите грмотевици, например, ако сте изложени на срт негде или на голо, и самиот звук е пострашен и не е пожелно човек да биде на високи места. Значи, сега треба некој за сите што одат на планина, убаво е барем еден човек да имаат искусен со нив или да се приклучат кон некој клубојга, за да знаат и да пратат прогнозата на лице место, не само она што ќе го прочитаме на сајтовите или ќе го видиме на телевизија, туку и на лице место да знаеме, да видиме кој облак, дали се движи, дали се кува на кога ќе кажеме моментот, така да моја препорака е подобро да се спречува него да се лечи таков момент, дефинитивно. Ако веќе се најде човек на такво место, ништо смирено и патот за назад, не е битен врвот да се качи, планината е таму.
А ако се влошуваат временските услови, додека е време, планинските куќи, планинските домови се исто така добри дестинации летово, каде што не мора човек да оди цело време, онака буквално може да биде скриен таму, така да ако веќе бираат патека, нека изберат каде што има планинска куќа, планинарски дом, нешто во близина. Во однос на физичката спремност, колку треба да сме добро подготвени претходно пред да започнеме планинарско патување, односно што се препораките во однос на физичката спремност, колку треба да внимаваме претходно да сме добро подготвени, освен таа опрема која што е неопходна, како што споменавте, високи чевли, вода и се останато без разлика дали е во летен период или пак додека има пониски температури, колку е важно да сме подготвени за планината пред нас. Ние велиме кога објавуваме постови за тури психофизичка спрем. Човекот треба да е психофизички спремен, што освен физичкиот тренинг, нели, потребно е да знае да донесува брзи одлуки и квалитетни одлуки. Значи не само брзи, него да бидат квалитетни. Па и водно еве во Скопје, онака било кој да нема почнато, на пример, средно водно не е ништо страшно да се почне еднаш-два пати во неделата. Е супер онака, а за поголеми тури веќе, ако веќе човек почнува да иде на некоја 20 потешка тура, не е лошо претходно водно барем да го има качено неколку пати или да во околниве места, без оглед не мора да е Скопје, било каде да е, да почне што со трчање, што со мали искачувања постепено и понатаму да се добива кондиција и да се тера понатаму. И после планината ќе си го направи своето, ќе не зарази с убавината и тоа е тоа. Потоа веќе станува навика. Благодарам многу што издвоивте време утрово, што ни ги споделивте овие информации. Се надевам дека ќе бидат корисни за сите оние кои што сакаат во текот на летото да избегнат од градската средина и од големите температури. Фала ви на вас на поканата. Бујрум на водно сите кои што имаат време денес да дојдат и убав ден и успешна работна недела на сите. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со Димитрија Ристовски, кој што е планинар, така што сметам дека споделивме корисни совети за оние кои што можеби не се толку подготвени за планина, особено во летниот период, затоа што е важно да се знаат основните работи, основната опрема, па ете и во случај на големо вистинско невреме како што беше вчера, добро е да се знае што понатака и како да се реагира во моментот ако сме на планина. Благодарам, Симона, за информациите. Секако беа добре дојдени и голем дел од граѓаните во текот на денешниот ден ќе поидат на водно, имајќи предвид дека се најавуваат високи температури.